Влашковска не има реплика. Полет. Благодарам. Почитувано колешке, оваа власт добро ја знае состојбата на културното наследство во Република Македонија, бидејќи културното наследство е дел од нашето секојдневно функционирање. Но што знаеше и што направи Социјалдемократскиот сојуз кој долги години ја водеше државата за културното наследство на Република Македонија? Или пак и вие сега во контралеприката ќе ми одговорите како колега пред вас дека минатото не треба да се споменува, односно тоа што го направила, односно не го направила владата на СДСМ за културата, или пак другата колешка која што се пофали дека овој закон бил донесен за време на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа не се знае во кој момент веќе вие какво мислење, размислување имате и што ќе кажете. Сепак јас би се задржала на измените на законот и би сакала да потенцирам дека културното наследство со кое што располага една држава представува една од нејзините најзначајни вредности, па од тука и потребата државата континуирано да создаде услови за негово зачувување, за негово натамошно обстојување и пренесување на идните генерации. Во интерес на јавност би потенцирала дека измените и дополнувањата за Законот за заштита на културното наследство имаат за цел да се поедностави постапката за изнесување во странство на антиквитети и уметнички или други предмети на колекции што немаат, ќе повторам, што немаат статус на заштитени добра според одредбите на законот, особено кога истите се купуваат од странци. Со измените на законот се предлага галериите и другите правни и физички лица кои вршат продажба со антиквитети и уметнички или други предмети на колекции што немаат статус на заштитени добра според одредбите на законот, пред нивно пуштање во продажба да имаат обезбедено претходно уверение од Управата за заштита на културно наследство. Галеријата, односно правното или физичкото лице, е должно да го извести купувачот дека антиквитетите и уметничките или други предмети на колекции што немаат статус на заштитени добра според одредбите на законот можат да се извезат од Република Македонија врз основа на уверение кој го издава Управата за заштита на културно наследство. Од вашиот одговор, не само јас, туку мислам дека и секој доби впечаток дека не сте разбрале за што се измените и заради тоа би повторила. Дозвола може да се издаде за заштитено добро, кој е предмет на меѓународна размена или што трајно се отстапува на имател на јавна збирка во странство, кој не е внесено во националниот инвентар на заштитени добра, чиј извоз би представувал значително сиромашување на културното наследство на Република Македонија. Дозволата се издава на пропишан образец и има важност од најмногу 12 месеци од денот на издавање. Ако во тоа време не се искористи, оваа дозвола се враќа повторно на управата. Ви благодарам.